Како што веќе најави, со мене во студиото е поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Многу прашања дадовме и дилеми уште во најавата. За жал тие прашања не се одговорени од Министерството за внатрешни работи и од владата, така што останува ние да ги дискутираме. Господине Трајанов, кој дозволи да избега Груевски е основното прашање. И прво прашање, кое мислам дека треба секогаш да се постави затоа што врвот на МВР засега очигледно не чувствува вина кога ќе го поставиме ова прашање, ниту пак посочува виновници, освен судот и обвинителството што ги посочи во прв момент. Па, генерално, мислам дека ние како држава сме во исклучително сложена и тешка состојба. Меѓу другото, поради тоа што целокупниот безбедносен систем на државата е во колапс. И мислам дека како резултат на големата политизација на овие витални, важни државни институции, силната партизација, застојот во реформите, се уште безбедносните служби во целија, не само МВР, Агенција за разузнавање, военото разузнавање, вклучително тука и Министерството за надворешни работи, која исто така собира информации преку дипломатските представништва. Мислам дека тој систем е колабиран долго време и се уште не успеавме во овој период од година и пол да го реформираме. Јас бев за брзи реформи, носење на закон за основите на системот за безбедност, значи темелни реформи и практично да се направи кадровско прочистување, едноставно да почнеме да градиме нов систем за безбедност. Дали ќе се спаат управата за безбедност и контрразузнавање заедно со Агенција за разузнавање. За секој случај, бидејќи не се брзо действуваше во таа насока, реформите заостанаа и не се случува во државата. Сите помалку или повеќе имат одговорност околу конкретниот случај бегството на Никола Груевски. Ако одиме дел по дел, ќе ги сите тие алки ќе ги разговараме. Треба да ја изанализираме целокупната состојба, кој зашто е надлежен. Инаку, бидејќи барате брз одговор, кога се најлесни мерки кои се носат од страна на судот на предлог на јавниот обвинител, се мерки на предпазливост. Тие се најлесни мерки и најмалку штетат на против тој кои се носат. Тоа значи дека во овој случај забрана на излез од Република Македонија преку земење на патната исправа, пасошот, и многу дословно таму стои чисто во законот за внатрешни работи, во кривичниот закон стои. Таму вика кој ја спроведува и извршува мерката што ја носи судот и стои полицијата, така стои. Значи, Министерството за внатрешни работи е надлежно да спроведе мерката за тој према кого е определена таква мерка да действува и да спречи да напушти државата. Затоа што таа мерка не е само едноставна мерка, тоа значи кога ќе добие таква одлука од судот, таа се проследува веднаш до Министерството за внатрешни работи и ова министерство, службите ја проследуваат до граничните премини со мерка забрана на излез или стоп, како вие тоа посочувате. Стоп листа на која што ќе биде ставен човекот на кој му е одземен пасошот и не може ни со лична карта да помине. Се проценува. Значи ќе се направи проценка дали таа личност спрема која е изречена таква мерка, има индици, информации дека може да ја напушти државата. Тие активности ги презема самостојно Министерството за внатрешни работи. Не ни треба специјалниот јавен обвинител да ни кажува што ние треба да преземеме, зборувам сега во улога како од името на МВР, ако добие таков налог, или пак судот да објаснува. Судот на предлог на јавниот обвинител донел одредба. Таа е донел одлука дека забрана излез да се одземе патната исправа. Кај нас има еден сериозен проблем кој што мислам дека тој е расчистен и со измените во ЗКП тоа е направено, дека пасошот ќе биде задржан во полицијата, значи во орган што ја издава патната исправа, но ја задржува лична карта, а со лична карта може да се патува во Србија, во Албанија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина. Но стои на секој граничен премин, стои дека не може да напушти и се додава лична карта, дека има број и така натаму. Тоа значи дека
тој проблем веќе надминат и граничната полиција знае дека ако дојде некој со лична карта е на стоп листа со патна исправа, нема да му дозволи. Тој не поминал на легален граничен премин, може би за разложиме надлежностите тоа. Така да јавниот обвинител, ако добива информација, меѓутоа јас знам дека тешко дека го сервисират јавниот обвинител со информации, независно дали специјално јавно обвинителство или редовно обвинителство, дали го сервисира со информации оперативни службите дека има индиции или потврдени информации дека личноста во овој случај Никола Груевски подготвува бегство. Ова што е сега, тоа значи треба да има план. Мерката на предпазливост ја назначил судот. Мерката за предпазливост всушност е сигнал и за МВР според ова за да изработи одреден план оперативен како што велите вие. Кој е надлежен да го спроведе тоа? Ако го погледнеме структурата на МВР, министерот, директорот за јавна безбедност и останатите структури, што требало да направат министерот и директорот и какви задолженија можеле и може да издадат, а не да се повикува сега министерот дека судот и обвинителот треба да му каже на МВР. Ситуацијата е обратна. МВР и треба да му каже на судот и обвинителот. По-практично да се објасни. Треба да се подготви план. Тој што или тие што го подготвуваат план прават проценка дали може Груевски да избега да побегне. Тоа значи дека зависно од тоа тие предлагат кои мерки да се преземат. Можеби тајно следење. Можеби ќе предложат во законска процедура прислушување. Можеби треба да ги организират, да ги вклучат оперативните служби. Можеби треба да известат агенцијата за разузнавање и таа да преземе дел од странство, да прибави информации дали се подготвува, затоа што бегство значи заменување во странство, не останува во Македонија. Управата за безбедност и контрразузнавање, бидејќи доколку избега осомничен лице за кое има неколку предистражни постапки, истражна постапка, се води истрага, на тоа има обвинение. Со евентуално неговото бегство се рушат темелите на правната држава, ќе има широки последици по вкупната безбедност во државата. Ќе има негативни ефекти кај граѓаните, кај политичките партии, кај новинерите. Ние сега сме во една колективна депресија тоа што се случува во Република Македонија. Од тој аспект, сите служби, зборувам за план кој сериозно треба да се подготви, натаму да се разгледа евентуално на колегиум на министери или на колегиум на Бирото за јавна безбедност, да се вклучат представници од Агенцијата за разузнавање, од Управата за безбедност и контрразузнавање. Сите заедно да направат план не само за Груевски, и за сите оние кои што имаат силен потенцијал и моќ да напуштат државата, да избегнат правдата. Така да одговорноста, не зборувам сега за одговорност, зборуваме за обврските што ги имаат овие институции, така се постапува. Затоа што тоа се не е регулирано во закон, се разбира, ако гледате формално правно, тогаш е друга работа. Меѓутоа, во криминалистиката, во анализите, во студиите, како и на кој начин се постапува, тие се правила за постапување, за оперативно постапување, кои што мора да бидат поставени. Затоа е битно натреба МВР да има врвни професионалци. И не може министерот Оливер Спасовски да преземе одговорноста за действување на сите во МВР на себе. Затоа што тоа е сложен, еден комплексен систем кој што функционира и треба да раководат тамо професионалци. За жал. Да, меѓутоа можел директорот, а можел тој и директорот, тој директорот на УБК да свика состав. Кажа во почетокот. Дволиниска е таа насока на соработка и тешко е да се раководи во институција каде што партиите се директно вклучуваат во градењето на кадрската политика 10, 15, 20 години. Кадрите што дел од нив, можеби и повеќето, штом добијат некоја сензитивна информација, тие пласираат во штабите на партиите, не се движат према врвот на МВР, према Управата за безбедност и контрразузнавање или пак Бирото за јавна безбедност, или пак директно до министерот. Тука е проблемот, затоа што колку јас верувам дека познам доста луѓе што се врвни професионалци, што сакаат да работат, креативни се, тоа што го зборувам јас,
многу бина тоа го знаат како да го постават, како да действува. Меѓутоа факт е дека овој пат можеле да добијат усна или писмена задолжение, да не речам наредба, да спроведат одредени оперативни сознанија во соработка, значи, на службата на директорот, организиран криминал, УБК, шестата управа. Јас сум сигурен во тоа, дека МВР презела одредени активности околу евентуално спречување на бегство на Никола Груевски. Не е можно, дури мислам дека сигурно имало одредени сигнали, не е можно МВР да биде пасивен и да чека налог од КПЦ. Вие гледате од ваша гледна точка, вие кога сте биле министер. Ама еве да го чуеме министерот Спасовски, што кажа, председателот на владата, зошто не е реагирано? Председателот на владата кажа денеска дека ќе се спроведи истрага, ќе се видат евентуални пропусти, слабости и ќе бара одговорност. Некаде, но не само во МВР. Ќе зборуваме и за потребата. Да, ама еве кога сме веќе кај МВР. Еве какви беа изјавите и на Заев, кој дури денеска кажа дека 4 недели биле превземени некои дејства за да се види движењето на Груевски, а претходно велеше сосема нешто друго. Исто така и министерот Оливер Спасовски во првата изјава кажа дека тоа било надлежност на судот. Министерката за одбрана велеше дека не се повеќе МВР и слично. Значи, ако ги сублимираме сите нивни изјави, ќе видиме дека никаде, ама никаде не кажа дека се спроведени некои мерки за следење на Груевски. Туку денеска, еве колку дена по неговото бегство, премиерот кажа нешто, меѓутоа не целосно. И јавно го поставувам прашањето, знаејќи вака како се случувале работите. Дали тоа доброволно господинот Груевски ја напуштил Македонија пред да биде издадена наредбата за неговото приведување пред суд, или па може би бил киднапиран. Тоа што е законски дозволиво е превземено од страна на Министерството за внатрешни работи 4 недели пред да се случи бегството на Груевски. Зборувам, согласно нивните јавни овластувања кои што ги имат, е преземено се. Јас сум информиран за сите детали, кога, што, како се случувало. И впрочем, знаете дека господинот Груевски беше транспарентен, присутен на седници во парламент и на комисии, во судските процеси. Често се објавува слики како тоа джогира, односно трчи покрај кеот со неговото обезбедување. Министерството за внатрешни работи постапи исклучиво согласно закон. Како и за секој човек, без наредба на судот, Министерството не може да пристапи во делот на следење, негово наблюдување или слично. Затоа што логично беше, по сите аспекти на оно што беше видливо за јавноста, дека се чека упатниот акт да биде прифатен и да оди на одслужување на казната затвор. Без наредба Министерството за внатрешни работи не може ниту вас, ниту мене, ниту на било кој граѓанин да му пристапи. Пропусти нема направено ниту една институција. Единствено, ако граничните премини го пропуштиле на официјалните гранични премини и граничната полиција направила одредени пропусти, веднаш дадовме налог да се истражи целата постапка. И сите резултати од истрагата јавно ќе ги објавиме. Прво не знаеме дали се работи за бегство или не. Треба да го утврдиме тоа, да го констатираме, а тоа се констатира со јасно и прецизно констатирање дека надвор од држава. Дај да оставиме да службите работат. Не можем да лоцираме одговорност. Зошто? Заради тоа што сите институции постапуваат онака како што се постапувало досега и како што се постапува према секој граѓанин. Што значи тоа? Судот обично кога се паѓа во петок да достави упатен акт за служење на казна затвор, остава да помине викендот и тоа и за сите други граѓани го правел во понеделник. И судот го направи тоа во понеделник. До МВР вчера околу 16 часот, 16:30 стигна потерниците и МВР се завршува својата работа и работа. Навистина ќе се постави прашањето како лесно одредени судски инстанции одлучуваат за притвори за многу поситни дела, а како по прашањето на бомбите и по прашањето на одговорност за сите овие долги злоупотреби, тешко се одлучуваат за притвор. А сега судството треба да истражи зошто, велам, за овие случаи толку тешко применуваат притвор, а веќе им избегаа одредени луѓе, и зошто требаше, ако не се лажам, 3 дена за налогот од суд да стигне во Министерството за внатрешни работи. Полицијата работи исклучиво врз основа на наредбите кои што ги издава судот, и полицијата без наредба ниту може, ниту смее да следи било кого или постојано да биде
присутна со него околу неговиот дом само заради тоа што се води судска постапка за него. Затоа постојат мерки на обезбедување, а таквите мерки на обезбедување ги определува судот. Очигледно овие изјави се различни од ова ние што го зборуваме и контрадикторни. Меѓутоа, пред да продолжиме со разговорот, имаме вклучување од Будимпешта. Миомир Серафиновиќ е таму. Миомир, кои се најновите податоци во однос на Груевски? Па во однос на Груевски, односно во однос на реакциите на унгарската влада поврзано со тој дипломатски пат организиран од страна на унгарски дипломати по Балканот за поранешниот македонски премиер, нема речиси никакви реакции. Едноставно само унгарската влада, односно од кабинетот на премиерот Орбан соопштија попладнево дека тие не учествувале во изнесување на Никола Груевски од Македонија. Само тој дел, без да го коментират останатиот дел од патот на неговото бегство, значи од Албанија преку Црна Гора, Србија до Унгарија и главниот град Будимпешта. Тоа се единствените детали кои денеска беа презентирани од владата и на унгарските колеги со кои контактирав. Им било соопштено дека нема повеќе да контактираат, бидејќи тоа е надвор од нивните ингеренции, од ингеренции на владата, дека тоа процесот по барањето за азил е дел од ингеренциите на емиграцијските служби во Унгарија и на безбедносните служби кои процениле дека Груевски мора да биде во Будимпешта и тука да биде разгледувано неговото барање, а не на граница како за останатите азиланти. Од друга страна пак новинарите и експертите велат дека малку невообичаено е за Унгарија да се зборува дека премиерот Орбан и владата немаат никакво влијание врз целиот случај, бидејќи имаат влијание врз се што се случува во Унгарија. Едноставно гледаат обид на Орбан да се тргне одговорноста од она што се случувало со бегството на Груевски од своите плеќи и тоа да биде префрлено на некои други институции, па дури на други држави. Ете сега предлагам да ја слушнеме изјавата на колегата Жолт Кернер од порталот 24HU. Well, they are telling this because they want to lose any responsibility for the decision. In Hungary, it is mainly considered as an open decision about the East and the West. Gruevski is considered in Hungary as a man of Putin and the Russians and an enemy of NATO, mostly. So they treating this matter as Orban does have to choose between NATO and between Russia. And Orban obviously doesn't really want this responsibility to choose between the two. So they are acting like it's a security matter and it's a matter of law how they are treating Gruevski, but it is not, because the law is not completely independent from politics in Hungary. Миомир, за крај, дали е познато кога Груевски ќе се појави во канцеларијата каде што треба да биде испрашуван во врска со азилот, затоа што можеби тоа е некоја можност за нас новинарите да го видиме Груевски по бегството? Па тие детали не се откриваат. Едноставно од унгарските надлежни власти велат дека постапките по барање за азил се приватни, поединечни и не за нив не треба да се интересира јавноста, односно не се врши, не се информира јавноста. Тоа е едната работа. Минатите денови се случило, можеби да се случило и на некоја друга локација, надвор од Будимпешта или на некоја друга локација овде во Будимпешта. Едноставно не даваат никакви информации, ниту тој оддел, односно таа канцеларија за емиграција и за азил во Будимпешта, ниту пак надлежните унгарски власти, односно изворите, министрите и порталовите на унгарската влада. Тоа беше Миомир Серафиновиќ кој се јави од Будимпешта. Еве, како што слушнавте, нема информации кога Груевски и каде ќе се појави за да биде испрашуван во врска со неговото барање за азил. Пред да преминеме на тоа како стигна до Унгарија Груевски, да завршиме со делот за Македонија и тие оперативни мерки кои што можеле да бидат превзети. Ги слушнавме изјавите на македонскиот државен врв, односно и на Заев, кои беа многу
различни од ден во ден и на Спасовски, кој Спасовски за цело време, кога ќе го прашам и сега може ли да ни даде одговор, еве денеска моето прашање до него беше може ли да ни дадете одговор како ја преминал границата Груевски Стасел до Албанија, тој повторно се повика на јавниот обвинител, како што во првиот момент се повика на судот. Факт е дека МВР треба да го храни судот и обвинителството, како што рековте, со оперативни информации, потоа да побере евентуално пи и други мерки и да се отвори истрага. Без тоа судот и обвинителот имаат компјутер и канцеларија и не се тие што вршат истражни мерки на терен. Во Република Македонија долго време зборувавме за злоупотреба на системите за прислушување, тајно следење, се создаде печат за злоупотреба на мерката притвор и подсилен притисок беа и обвинителите и судот дека оваа мерка треба да биде како крајна мерка, доколку другите мерки на предпазливост се истрпат, притворот да биде последна мерка, бидејќи се доживуваше како казна. И натаму, замислите сега ако министерот за внатрешни работи каже дека ние имавме прислушување, следење, имаме и така натаму, мислам дека јавноста е сензибилна и може да се постигне оправдан ефект. Предпоставувам дека МВР презело мерки. И вие верувате во тоа? Јас верувам дека системот во Република Македонија за безбедност, без разлика што е тој колабиран, дека сегмент од него функционира. Ако било така, зошто го пропуштиле? Ако го следеле? Зошто не дознале? Зошто го бараа на вратата на неговата зграда? Зошто тропаа пред медиумите? За да ни покажат дека го бараа? Да се формира една работна група, која што ќе формира владата или пошироко нека се формира и да се точно истражи улогата на МВР, улогата на Агенција за разузнавање, улогата на јавното обвинителство, улогата на судот. Ако не ја расчистиме оваа работа, бидејќи нанесе огромни и тешки последици по вкупната политичка безбедносна состојба од државата, мислам дека не можеме да одиме напред. Нема да имаме реформи, ние ако случаите ги ставаме под тепих. Треба да се расчистат. Друго прашање на одговорноста. Ние мораме да утврдиме кај се слабостите, кај се пропустите и како тој систем да го реактивираме, да го рекомпонираме, бидејќи вака како што е поставен, тој не е функционален. Меѓутоа во моментот, замислете, илјадници луѓе работат во МВР, во Агенција за разузнавање, во војна разузнавање, во дипломатијата. Агенцијата не, да завршиме со МВР. Само ве не. Кој ќе го контролира министерот дали издал наредба за некакви действија? Кој ќе го контролира владата може да формира директорот на јавната безбедност? Затоа што внатрешната контрола, дали внатрешна контрола ги опфаќа и нивната работа? Дали тие нешто превзеле? Внатрешната контрола апсолутно нема капацитет било што да контролира. Таа работи по налог на министерот. Нема статус на самостојна институција која може да го контролира дури министерот, директорите. Тогаш како ќе утврдиме дали постои вина кај врвот на МВР? Сугерирам да се расправа на владата. Ама не, во моментот е така поставена работата. Владата кажа дека ќе се спроведе внатрешна контрола во МВР и дека јавното обвинителство превзеде мерки за да види дали има помагатели или не. Значи во моментот така се поставени работите да тие што ги направија пропустите контролираат некои пониски структури и ешалони во министерството или во организиран криминал. Да изјава дека ќе преземат активности за да ги проучат, проценат слабостите во целина на системот. Јас покрај тоа предлагам да се формира работна група од владата во која што ќе влезат експерти, нека другото, и нека ги проучат сите работи. Верувам дека МВР ќе биде транспарентен, ќе ги отвори сите досија како и на кој начин постапувало. Па некако постоела службена белешка како што вие верувате дека бил можеби тоа се вика налог за оперативно постапување. Затоа што апсолутно не сакам било кого да штитам. Ќе зборуваме за ама вака излегува дека ги штитите, односно тоа што верувате дека вие кога сте биле можеби министер за внатрешни работи, така сте работеле и така сте постапувале. Затоа што јас ако бевте сега министер за внатрешни работи, ќе се поднесевте ли оставка? Морална одговорност ќе чувствувавте ли? Прашање, ако како министер прво ќе дадев налог да се истражи до крај се и да утврдам дали има намера, затоа што не може министер да биде за се одговорен. Ако припадник на полицијата на гранично премин е од партијата ВМРО ДПМН, ако го примил Сашо Мјалков, ако го примил не знам Чавков, Груевски, и ако има врска
према него било каква. И ако се договори да го пусти, каква одговорност да преземам јас како министер? Затоа што мислам над 12.000 припадници на, да не го кажуваме точно да бројка сега, работат за институција. Секој може да направи намерен пропуст. Не прашањето дали се имало волја, еве, кај министерот како политичка фигура да стори нешто да на Оливер спречи. Спасовски е сега да спроведе детална истрага за функционирање на целокупниот систем во вакви случаи. И ако постапи така, ако утврди намера, ако утврди помагање на Груевски, една работа е да се утврди пропуст, а втората работа е да се утврди намера. Ако не функционира системот, тоа е друга работа. Значи две работи што треба да се истражуваат. Ако сте директор на Бирото за јавна безбедност, ке чувствувавте ли морална одговорност? Не мора да потекне се од министерот, немаше може да дојде до тоа. Ако сум јас бил директор, сум бил подсекретар директор, сигурно дека во работата има слабости, но во основа системот секојаш функционирал. Но не е исклучена можноста некој намерно да направил пропуск за да му возможи на Никола Груевски да напушти. Ајде, ако не алоцирате никако одговорноста во МВР, треба да се алоцира, али треба истрага. Има 6 телохранители. Што му ги доделува МВР? Мора ли тие, зошто 6 минута може ли да бидат и повеќе? Ако Груевски цело време се жали дека е политички монтиран процес, дека е жртва на политички процес. Сега се жали дека имал закани по живот. МВР не можело тоа да го искористи, да го зајакне бројот на обезбедувачи, да му постави 24 часовен мониторинг заради животот, загрозеноста и слично на Груевски, кој што е факт дека овде не се жали дека има опасност по живот, меѓутоа еве цело време вели дека е некаква жртва на процесот. И има индиции за такво нешто. Ајде да го ставиме на страна оперативниот план што не го спровели или го спровели, што смета дека судот треба да им дае податоци, а не тие на судот. Зошто тогаш барем не действувале во таа насока? Префрлање на одговорноста од една на друга институција е крајно неодговорно и неприфатливо. Секој мора да одговара за институцијата со која што раководи, дали таа е ефикасна, дали има резултати, дали е функционална. Така да многу лесно е да префрли одговорноста на Катица Јанева, она да префрли на судот, не знам, на МВР, да се вратите во круг. Се прави процека на личностите што се под третман на обезбедување на МВР. Мора да се направи проценка дали е загрозен неговиот живот, имотот, семејството. Мора да има проценка и како и на кој начин ќе се обезбедува. Едно е физичко обезбедување кој што му следува по закон, бидејќи тој си го донесе законот преку парламентот да може дори да ги бира, да биде обезбедуван додека не, јас мислам дека законот не дозволува да ги одбереш телохранителите. Во законот мислам дека во законот дека е ставен по негов избор, тоа он инсистираше да стане. За секој случај треба да се види. Тоа не го спречува директорот на 6-та управа да додаде обезбедување ако треба. Мерки за обезбедување. Не може дури директорот потекнува од таа управа и сигурно би требало да има сенс во однос на обезбедувањето лично на. Не само директорот, значи тоа е една од просека таа управа што директно врши. Мора тука се вклучува службите, оперативни служби, посебно управата за безбедност и контрразузнавање. Кога зборуваме за заштита на председател на држава, на влада, на парламент или други личности, мора да има проценка за загрозеноста. Ако имаше добра проценка, за времето Киро Глигоров немаше да има обид за атентат. Така да, секојаш имало пропусти во службите, никош идеално не функционирале, но сега во оваа ситуација имаме ние на топ листа на луѓе од високи позиции што се инволвирани во тешки облици на криминал. За нив се водат подстапки. Дел од нив и натаму беа обезбедувани долго време. Ако се обезбедени во овој случај, поранешно председател на владата, треба се провери дали има проценка за загрозеноста, кои мерки се преземани. Натаму треба да се види дали контрразузнавањето има некакви информации за да се вршат подготовки за да биде евакуиран Груевски или да го возможно да избега од странските служби, странските дипломатски представништва, бидејќи вие знаете дека Зајавно се тоа дека дипломатите согласно статусот не извршуваат, не знам, дипломатски работи, дека тие имаат имунитет и така натаму, дека не треба да бидат прислушувани, следени сите држави до една, ги следат и прислушуваат. Добро, кашо ги случајот, јасно го покажа тоа. Тоа значи дека зборуваме се пошироко, тие се комплексни мерки што сите треба да ги преземат. Не е само припадникот на полицијата или тој што го обезбедува физички. Не, меѓутоа Трајанов, за една работа не се согласуваме.
улогата на МВР во обезбедувањето на личности од таков профил е клучна заради тоа што тие се тесно поврзани со неговото дејствување. Дури и самите рековте на почетокот издадена е мерка на предпазливост. Таа предпазливост и самите рековте не е само пасошот да се стави во фиоката на судот. Ја извршува, ја спроведува Министерството за внатрешни работи. Значи самиот тоа го рековте. Министерството ако процени дека има потреба да консултира, да побара подршка, помош од други институции, тоа треба да го направи. Значи тука е чиста ситуација. Очигледно дека е крахирано. Ниту е направен состанок, ниту е направена белешка, ниту се повикани другите служби, ниту е направена проценка. Клучниот проблем е тоа што ова обезбедување е практично приватизирано. Тој кога сака го вика, кога сака го трга на страна. Тие не одговарат пред старешината. Видете, не се согласувам. Тие се луѓе на МВР, не на Груевски. До тоа сакав да го кажам. Тие мора да реверираат кај своја старешина за распоред на работа, активности, проблеми, сознанија, ако коментира, не знам, дека има обиди за закана, не знам, коментари од страна дофрлување, обиди или довикување, се собере тоа и тие треба да пишуваат белешки, да доставуваат во својата старешина и пошироко после тоа да се разгледува, да се вклучуваат и другите служби. Тоа значи дека тој систем, како што кажам на почетокот, и сегментарно и во целина е во тотален колапс. Тука е клучниот проблем. Кога зборуваме за улогата на УБК, во случајот кога Груевски се јави и со тоа покажа каде е, затоа што ние додека го чекавме пред истражниот затвор во Шутка и мислевме дека ќе направиме историски снимки на влегувањето на Груевски во затворот, тој всушност бегал и отишол во Будимпешта. Веднаш прашавме во МВР која била улогата на УБК и зошто УБК не дала некои оперативни сознанија. Во случајот ни беше кажано дека УБК не може да се меша во оваа работа. Од друга страна, вчера излезе документ, сочинет на 11.11, службена белешка на која се повикува судот кога станува збор за притворот на Милен Јанакиевски, во која што се вели дека врз основа на службена белешка на МВР и УБК е утврдено дека имало посредник, се разговарало со Иванов за амнестија, не му ја дал, па тој сакал да бега и слично. Во тој случај УБК можела да се меша, значи, за сознанијата во врска со Миле Јанакиевски. Ама нас официјално ни беше кажано дека УБК не можело да се меша и да знае кај заминал Груевски. Што е исправно? Исправно е, бидејќи унгарската разузнавачка служба агресивно дејствува на овие простори, вклучително и во Република Македонија, која што директно пак Виктор Орбан раководи со нивното разузнавање, дека таа е присутна тука, дури тоа се докажа со аферата Шпион, каде што имаше и кривично правен распет дека директно унгарската служба користи извори од службите за да ги проучува приликите во Македонија. Тоа покажува дека таа била активна и околу проценките како и на кој начин да се обезбеди бегство на Никола Груевски. Тоа е една димензија која што мора контраразузнавањето да парира на соодветен начин. Втора работа, има активности на дипломатите од амбасадата на Унгарија околу подготовките на бегството, без разлика што тие не ги рад. Мора да се подготви логистика, тука има силна. Тоа значи дека контраразузнавањето апсолутно не собирала информации сензитивни за општата активност на тука, како што работат, дали собират информации кои што се согласно конвенцијата за дипломатскиот статус или излегуваат надвор од тоа. Тоа покажува дека таа служба според тоа до сега што го имаме, можеби ќе ме демантират, може имате информации, меѓутоа факт е што не добија осетливи информации кои укажува дека сите овие унгарски институции подготвуваат бегство, создаваат услови. Тие проучувале, воспоставиле контакт со, веројатно со дел од некои од припадници на МВР, на службите, на агенција за разузнавање, не знам, други луѓе што ги познават приликите, проучувале каде живее, како најлесно да се дислоцира, да се помогне таа траса што утврдиле, ако се покаже точно, не е битно. Тоа е работа на УБК која треба да извести. Тоа е контраразузнавање. Ако имате вие агресивно разузнавање од некоја странска држава, без разлика што се декларира дека е пријателска, во суштина да организира бегство на
поранешен председател на влада, против кој се водат сериозни постапки за сериозни обвинувања, мислам дека тука треба неколку аспекти. Прво, мора да расправа владата или Министерството за надворешни работи и не треба тука ние заради тоа што Унгарија е членка на НАТО и Европска унија, дека ќе не блокира. Ние мораме да реагираме на најостар начин за постапките на дипломатите да ви и разузнавањето. Го поставивме тоа прашање до Министерството за надворешни работи и до министерот за надворешни кој не ни одговори. Го прашавме какви ќе бидат мерките на Министерството за надворешни работи кон Унгарија заради ова држава, извини, дали ќе има протестна нота, дали ќе биде повикан амбасадорот на разговор, меѓутоа нема одговор до денеска. Едина институција, вака кажано, дека само новинарите действуваат сега во овој период, многу објективно, трезвено и ги разоткриват работите, мора државата да функционира. Ама ова се логични прашања на кои ние немаме одговор. Дури писмо упативме. Ама државата мора да функционира. Мора Министерството за надворешни работи сериозно да ги проучи сите работи, да бара да инсистира контраразузнавање да им достават, ако не успеале да достават, да проверат, да достават информација за действувањето на разузнавачката служба на Унгарија, за действувањето на дипломатите од овде, од Србија, од Албанија, бидејќи од Бугарија, од Грција, не знаме како се, кој бил тука инволвиран, дали други служби има, дали српското разузнавање е вклучено, дали руското разузнавање е вклучено тука. Не може ние плаќаме институции со висок капацитет, значи силни професионалци, зборам така треба се да биде, и сега ние да не знаеме што се случува во Република Македонија, а сите знаеа, не знам, трансфер на пари имало и така натаму, сите знаат дека Фокус пишуваше дека се подготвува да напушти Македонија, ќе замине за Унгарија, за Маđarска. Не може служби да не знаат. Ако се тие тотално аут, ако не ги следат процесите во Република Македонија, уште повеќе посилен аргумент дека тука треба да се направат и кадровски чистки, царски резови и се разбира една силна реформа. Без тоа, ние за кусо време може ќе не се случи нов таков случај во државата и ќе немаме оправдување ако сега успеваме да префрламе од еден на друг одговорноста. Значи, одговорност, овој случај е крупен случај, се работи за случај со огромни негативни ефекти во јавноста и мора да се расчисти и системот како функционира, но и одговорноста на секој поединечно. Кога сме кај УБК, освен што треба, рековте, да се испита и дејството на унгарските дипломати тука, например, случајот Живалјевиќ покажа како действуваат странските служби во Македонија. Тој беше сликан во парламентот. Веројатно ќе треба да се повикаат можеби амбасадорите на Албанија, на Црна Гора, можеби и на Србија. Синоќа го побаравме албанскиот амбасадор во Скопје и тој кажа дека се тоа е согласени, дека тој не поминал низ Албанија, а неговата влада тоа го потврди. Значи тоа укажува на фактот дека можеби има луѓе овде, јас не алудирам на тоа дека албанскиот амбасадор е поврзан со бегството на Груевски, меѓутоа можеби и самата нивна неинформираност или незнаење покажува дека сепак има некое неусогласување или усогласување. Тоа треба да се испита. Од друга страна, мене навистина ми е дилема зашто амбасадорот така ни одговори, кога неговата влада вели дека поминал Груевски низ нивната земја. Прватно, да се заштити, нема припадник на полицијата во Албанија, во Србија, во Црна Гора, во Бугарија, во Грција, кои што немат информации дека Никола Груевски против премиерот, поранешен премиер на Република Македонија се води кривична постапка и дека има забрана да патува надвор од Македонија. Тие информации се... Во тој момент тој немаше меѓународна потrebница. Зборувам дека можеле службите да разменат информации. Агенција за разузнавање, која што треба да собира од политичка, економска и друга природа, значи работи сврзани за безбедност, одбраната на државата. Ако нема никаков сигнал од странските служби дека слободно се шета премиерот, поранешен премиер на Република Македонија или во подружба на дипломати, тоа е симптоматично. Председателот на владата на Република Македонија се движи
со дипломати странски. Тоа не е вообичаено. Тоа е за реакција на секој припадник на полицијата. Она што вчера Иначе беше формално нема забрана. Се разбира дека тие не можат, но можат да информираат. Ако имале, да. Тоа е факт дека агенцијата можела да си ја сработи таа работа и да соработува за полицијата на Албанија, на Црна Гора да јават, бидејќи со повеќе од нив имаме договори за соработка, да пратат или по телефонски се рече вака се случува, вашиот поранешен премиер се движи тука. Меѓутоа оно што е факт, зашто се држат сега сите тие земји. Тоа е формално правно држење. Дека формално правно дури на 13 е издадена потерница меѓународна во 19 часот и 11 минути или колку беше. Тоа е јасно. Процедурата е јасна. И од друга не може страна, да го апсат него. Кога се објави постот на Груевски дека тоа е во Будимпешта, 5 часа му требаше на МВР, 5 часа, затоа што ние веднаш се ефме, прво што ни падна во очи, дали е веродостоен постот. Некој да не му го хакирал. До толку бевме изненадени и затечени дека тоа може да се случи. 5 часа им требаше да ја издадат меѓународната потерница, да ја го потврдат неговото бегство. Значи му дадоа уште 5 часа. Му ги дадоа петок, сабота и недела, ама требаше и понеделникот од кога себе уште 5 часа да му дадат за да ја распишат меѓународна потерница. Токму на тоа доцнење со меѓународната потерница сега се појавуваат и велат албанците, црногорците, србите дека тоа е слободен граѓанин, може да се шета, може да влезе со лична карта. Меѓународната потерница штом се пушти од Македонија стигнала секаде. Да, меѓутоа тоа време немало и не можеме ние да обвинуваме било кој. Одговорноста е за нефункционалноста на овој систем. Треба граѓаните да знаат дека едно што контролира владата, Министерство за внатрешни работи, воена разузнавање, Министерство за внатрешни работи, сосема друга работа е Агенција за разузнавање. Јас својна прилика сум зборувал дека владата води една дипломатија офанзивно кој разрешување на прашањата, отворените прашања со соседите, посебно врзано за Преспанскиот договор. Имав сериозни индици, информации дека следејќи ја политиката на председател на државата кој што се противи на тоа дека работи една група за да го дискредитира тој процес во Агенција за разузнавање. Тоа значи затоа кога викам дека немаме интегрален систем на действување во областа на безбедноста. Дури тоа е знаете контра еден на друг. Па не персонално кога зборуваме нема интегрален систем на действување во самото МВР, често пати па камоли во државата да има. Тоа е второ прашање, дали има таму групи кои што дали се сакаат или не се сакаат. Партиски поделени, стари, нови кадри, сето тоа се одразува на целокупната функција на системот за безбедност со огромни тешки последици. Затоа што не може сега Унгарија да се повика дека тоа не било политичко правно прашање. Тоа е исклучително политичко прашање, бидејќи е директно вмешана политиката околу целата оваа работа, но се користени инструментите на државата. И мислам дека Унгарија дека направи практично атентат врз функционирање на правната држава во Република Македонија и не може тоа да остане така. Ние сега што треба да правиме? Да речеме добро, повисок јавен наш национален државен интерес е сепак да не се конфронтираме со Унгарија. Ние нема да се конфронтираме, но ќе ги искористиме, треба да искористиме сите дипломатски средства што ни стојат на располагање, не знам, од протерување на амбасадорот тука, доколку се ова условно хипотетички, доколку се утврди директна вмешаност на дипломатите од амбасадата на Унгарија во Македонија, доколку се утврди дека разузнавачите биле директно вклучени во подготовката на целокупната ова состојба во нашата држава. Тоа значи дека мораме како држава да покажеме цврстина, затоа што некоја друга држава ќе ни направи некоја ваква ујдурма и ние кречеме чекате сега зашто се конфронтираме и тие се членка на НАТО, па може утре Албанија да ти направи проблем, не знам некоја друга држава да не условуваат. Јас затоа само една дигресија направам. Кога зборуваме за овие евроинтеграцијски процеси околу промените на устав и така натаму, мора, уствари не смее да се прави договор со ѓаволот, со политичко криминално подземје, тоа да биде сега носител на промените, односно на обезбедување на парламентарно мнозинство. Мислам дека владата во соработка со опозицијата мора да најдат начин да овој процес да се одвива из една нормална, легална постапка, затоа што е наш национален државен интерес да се движиме напред, да се имплементира Преспанскиот договор. Зборувам
Тоа е уцената. Сега Унгарија ќе не уценува, утре некоја криминално подзема од нашата држава ќе те уценува. Ако ние станеме попусливи, нерезистентни на вакви состојби, тогаш мислам дека не можеме да зборуваме дека државата функционира со сите своји капацитети. И сами спомнавте две работи. Не може да се прави договор со ѓаволот, а од друга страна, за да се постигнат политички цели, бегството на Груевски алудира на тоа дека е направен некаков договор. Тоа, знаете, кога размислуваме дали се договориле владата со Груевски да биде пропуштен, на никој од нас вака здраворазумски не ни оди на памет такво нешто, вели мама тоа не е можно. Меѓутоа ете, хипотетички тоа прашање го поставувам и го кажавте текстот на Фокус, каде што токму тоа го кажува. Во моментот кога ќе се обезбедат доволно пратеници од ВМРО-ДПМН да гласат за уставните промени, Никола Груевски ќе избега. Ова, ако вака го ставиме, се веќе факти, а не хипотези пак. Дека се правил договор условно речено во наводници со ѓаволот. Искрено, вакви шпекулации што викаме насекаде се движи и тоа огромно штети на угледот на партијата на власт, на владата, на председателот на владата. Значи, не верувам во таква конспирација, таков заговор, да некој се одлучи внатре од државниот врв да учествува во една ваква активност. Мислам дека тоа е сепак плод на фантазии, бидејќи тоа е атрактивно така да биде, да некаде сега, дури тоа од опозицијата може тоа да го презентират. Мислам дека се работи за добра организација, силна организација од Унгарија, поврзана со структури во Република Македонија и дека се работи за класично бегство од органите на прогонот, од органите на преседување или тие сега што се за издржување на казната. Затоа што, знаете колку предмети се водат и уште колку ќе се отворат за поранешниот пример Никола Груевски. Знаете колку се луѓе се инволвирани, вклучени во криминален прогон. Па не факт е дека можеби 27 април ќе доведе до него, меѓутоа никогаш тоа нема да видиме дали ќе се случи. Тоа јас кажав дека не може за година и пол нашите служби да не дадат одговор на прашањето. Ние тоа јавно кажуваме, дека сакаме да се проучи улогата на председател на државата, сакаме да се проучи улогата на председател на владата, на председател на парламентот и други, бидејќи ако тоа се расчисти, тогаш одговорноста се намалува на тие што директно на еден или друг начин учествувале. Ако не се расчисти, ако тие не се кооперативни сега со судот, ако и натаму го штитат наработавачот, тогаш нека понесат одговорноста. Не знам што е полошо. Не веруваме дека имало некаков договор, условно речено. За сега немаме елементи, јас не одам на шпекулации. Што е полошо? Аматоризмот кој беше покажен во државава за да се пропушти човек од ваков калибар. Едната и другата работа за мене се еднакво лошо. Сега кажавме јас тие аспекти кој се инволвиран, ако се вклучени странски служби, многу посилни, поразбени од Македонија, ако е вклучена држава Унгарија во тој процес. Сите тие елементи треба да се проценат и да се види тогаш, ако па така како што тврдат, дека ништо не е преземено, тогаш првата теза што ја презентирав, дека ние сме во тотален колапс како држава, односно како систем, тоа е страшно. Поразително и депресивно, ако е разорен целиот систем, ако тој не функционира, ако поинакви основи се поставени, да ние да чекаме, замислите да чекаме МВР, една институција која што има огромен број на капацитети, сложени системи и за прислушување, за следење и други средства за надгледување. Ако чекаме ние налог за условно кажано носител на криминал од огромни размери, мислам тогаш не сме во функција на државата. Продолжуваме со разговорот веднаш по рекламите. Ке разговараме и за тезата за киднапирање што денеска ја наметна Заев. Останете со нас. Господин Трајанов, сега се наоѓа на територијата на Унгарија Груевски и по надлежностите на службите за безбедност е под ингеренција на Агенцијата за разузнавање, за која што кажавме дека пак можела да утврди дека тој ќе поминува низ тие земји и слично. Верувате ли дека агенцијата ќе даде некаков извештај, таа одговара на председателот, или пак председателот ќе ни каже нешто во врска со движењето на Груевски таму? Па председателот на Република Македонија досега е повлечен
Мислам дека не е својствено да имаме ваков скандал од вакви димензии президентот на Република Македонија да биде воздржан, да нема свој коментар, свој став околу сите случаи во државата. Тоа е една работа. Натаму мора Агенцијата за разузнавање да работи интензивно, значи не само МВР, да работат дипломатите интензивно, да собира информации битни и да се сложи тој мозаик да видиме што се случувало и кој се бил вклучен и тие што директно го помогнале овој процес околу бегството на Никола Груевски треба да понесат одговорност. Значи зборуваме за намерно вклучување во целокупните овие активности. Сосема друго е тоа околу функционира, не функционира системот за кој што дадаме оценки уште во почетокот. За секој случај ние сме во една исклучителна, сложена, тешка и безбедносна и политичка состојба. Не можеме да тврдиме дека се е нормално во Република Македонија, функционира добро се. Во суштина сме во криза. И кога доаѓав навака, прочитав има од Горан Бреговиќ некој нов албум, вика кој нема да полуде, тој не е нормален во оваа држава, практично во државата. Затоа луѓето се многу сензитивни, разочарани и барат брзо да се действува, барат одговор на сите прашања и сигурно дека преку медиумите дојдат до многу одговори, но граѓаните барат одговор од државните институции, од носителите на високи државни функции, прав, навремен и точен одговор. Не сум за тоа да се импровизира, да се претпоставува, затоа што кога ќе дадат институциите одговор, мора да бидат издржани, подкрепени со факти и докази. Така да овој процес веројатно ќе има одрез на вкупните состојби. Вие знаете каква се водеше кампања од страна на опозицијата околу тоа дека се овие политички процеси, дека сето тоа создаваше еден амбиент на воздржаност од сите институции, зборувам и од СЈО, да не биде тоа што треба да биде, да побара. И сега треба за сите, за кои што имам индикации или било какви информации, дека се подготвуваат за бегство, се презумат мерки. Меѓутоа, дали тоа треба да се направи брзоплето како што се направи со Милија Јанакиевски? На 11.11 е срочена службената белешка. Практично може би неколку часа пред тој да биде уапсен и да биде ставен во притвор. Повторно ќе напоменам дека таму е нагласено и учеството на УБК и тоа е отидено кој судијата како такво. Јас не се сеќавам дека прво службена белешка е единствениот аргумент на кој што може да се повика некој за да биде некој притворен, затоа што може службена белешка да насочи и некој вработен во УБК и да кажете дека јас и вие сме имале план за бегство, сме отишле кај председателот и слично. Само тоа потврдува тезата дека сепак УБК презела одредени активности околу собирање информации, дали се подготвува бегство. Да, меѓутоа правно не знам колку е издржано да стои тоа не е вообичаено управата за безбедност да остава таква до судот. Информациите ќе ги достави до аналитика, ќе ги обработат и тој што комуницира со јавноста, најмногу што може државниот секретар во МВР да го достави тоа до судот. На тој начин се покриени службите, не се инволвираат. Значи вака се повика, вие рековте го нема Иванов се огласи и кажа дека бил следен тогаш. Што УБК стои во белешката, тоа е следен. За целиот процес требаше да каже став дека оваа постапка што е направена под раководство на Виктор Орбан е неприфатлива, дека тоа не е одрез на пријателска држава, на пријател на Република Македонија. Барам една таква изјава да даваше и да бараше тој. И да бараше тој нека расправа Советот за безбедност, нека ги викне сите служби. Требаше да се пренесе таа работна атмосфера и во МВР, да се формира кризен штаб што ќе брзо ќе действува. Може би е формиран, затоа немам такви информации, кој што ќе действува многу брзо. Мислам дека ова не е undercover операција што треба да се прави. Ако има кризен штаб, треба да се каже дека има кризен штаб. Ако значи и уште една работа кога станува збор за фактите. Во службената белешка пишува дека Милија Јанакиевски има сметка во странство како еден аргумент дека тој ќе избега. Денеска СЈО, тоест вчера потврди дека се празни сметките на Груевски, ги испразнил сосема, дека тоа што е во анкетниот лист воопшто веќе и не стои, тоа не упатуваше на можно бегство, како и неговите постојани изјави дека тоа има против него политички монтиран процес. Значи за Јанакиевски јас не бранам никого. Само сакам да направам споредба на факти. Ако за судот е факт
из обвинителството дека Јанакиевски има сметка во странство, зошто не е факт дека ги испразна сметките Груевски? Тоа не е факт за нив? Сега да ги Индиција? работите поедноставено. Значи имаше многу информации. Кружеа од припадници на службите, припадници на полицијата, од обични граѓани, од новинари, дека нешто се подготвува. Јас сум дошол до информации дека се подготвува во Бразил место за престој на една група што се подготвувала да бега од Република Македонија, кои се под кривичен прогон. Може тоа не е точно, не сум јас релевантен фактор. Добро, вие барем ако некој требало да испитува такви работи. Може би има затајување на системот. Само да ве прашам, како... Ако затаја системот, ако добивале информации, не ги проследувале, не мора да се пишува службена белешка. Доволно е да се јави на јавниот обвинител што го води предметот на јавното обвинителство, да каже имаме информации. Па кога ќе пишува белешката, па ќе одобро шефот, па тој ќе одиде. Рековте не треба да се... треба веднаш да се действува. И полицијата има право, ако добие сигнал, дека се подготвува да го уапси, да јави на обвинител и да бара. Тогаш е одговорноста на јавниот обвинител ако не ја прифати сугестијата од МВР дека подготвува бегство. Во интерес на времето, рековте не треба да се импровизира. Тезата за киднапирање на Заев, јас не знам колку тој сакаше да бидеше губиец, ироничен или да си игра мајтап со бегството на мислам му дава шанса на Груевски. Или пак се повикува на некоја меѓународна конвенција која што киднапирањето го става во улога на тоа дека киднапиран човек не може да биде азилант, не знам. Јас секој различно го толкува настапот на председател на владата. Мене ми тоа вака провоцира да размислам дека му дава шанса Груевски самостојно се врати, да рече не одидов јас самостојно, ме киднапирај, се враќам сега. Сега ја испразнив сметката како што се шегуваат на социјалните мрежи за да го платам откупот. Никола Груевски нема да биде вратен во Македонија. Унгарија нема да го врати. Дали ќе остане таму со статус на азилант или евентуално ќе му се возможи да замени во трета држава, бидејќи тие информации што кружат помеѓу новинарите, помеѓу граѓаните, за жал често пати се потврдуваат. Не можеме сега да тврдиме дали ќе биде некоја друга држава, но за секој случај, бидејќи авторитетот на државата е голема, Унгарија, Виктор Орбан, тој како свој пријател му обезбедил и му организирал бегство и обезбедил гостопринство на Никола Груевски, ќе остане таму. Тоа е срамен чин од Груевски што го направи. Нанесе огромна штета на Република Македонија. Го подкопат целокупниот правен систем во Република Македонија. Меѓутоа срамен чин и за Македонија што дозволи да избега. Сигурно. Во ваше време избега ли некој? Не се сеќавам. Проверував за да ве затечам со одговор на ова прашање, меѓутоа во 98-99 не зборувам со ваков профил само. Дали е политички или бизнес? За инволвирани носители на високи позиции од тешки облици на криминал, каде што мора државата да биде будна за да бидат судени, да помине и става тој судски правен процес, и ако се одговорни, ако има докази за тоа, да понесат одговорност, конфискација на имот, тоа што на сите следува. За сега, за жал, не можеме да истераме правдата. Ви благодарам што бевте гостин во Топ тема на ваша страна. Останете со програмата на Телма во 20:30 се вестите, можеби ќе има и нови информации. Пријатна вечер.